водите ни се во фокусот на вниманието, а овде сме на местото каде што Липенец се влева во реката Вардар и сега она што можеме да го зборуваме или ако зборуваме за делот кој што не е во фокус на внимание на господинот Угрински, но е во фокус на внимание на веројатно на секој од нас како жители на ова парче земја, дека нели ние на вистина не знаеме да се грижиме за тоа што значи водата и дека оваа река Вардар или Липенец треба да бидат чисти или да не ги загадуваме барем дополнително, нели да останат такви какви што се во мигот. Спомена Атанас Угрински, ова утро е овде на лице место заедно со нас на само 100 метри, така тоа се наоѓа една нивна мерна станица, за тоа многу повеќе, но само да им честитам еве вака и официјално пред камери ви го честитам денешниот ден. Ако вчера е меѓународниот ден или светскиот ден на водите, денеска е светски ден на Светската метеоролошка организација, во чии рамки е и хидрологијата. Така е како што кажавте, денеска е светскиот ден на метеоролошката организација, вчера беше денот светскиот ден на водите, така што нека ни се честити и срекни овие празници на сите оние кои што на најразличен начин се занимаваат со таа проблематика. Така е. Ако зборуваме што е хидрологија, што е накусо? Хидрологија накусо е наука со која што ја проучува водата. Да, тоа е една основната дефиниција за хидрологијата. Ние како управа за хидрометеоролошки работи повеќе сме посветени на квантитативните карактеристики на водата и водните ресурси. Така. Кога сме кај квантитативните карактеристики, нели ве прашав пред ова линковско вклучување, всушност ајде да одиме сега кај мирната станица. Што значи или на кој начин всушност да се мери тоа водостојот на водата во реките? Да, ние ги мониторираме површинските реки и природните езера, како и подземните води во нашата земја. Тоа го правиме преку мрежа од хидролошки станици. Тие се опремени со наблюдувачи, распоредени низ земјата, хонорарни наблюдувачи. Потоа исто така имаме автоматски станици кои што автоматски го регистрираат водостојот и го праќаат онлайн преку интернет во нашата централа, до нашите базни компјутери. Така што тоа е отприлика начинот, понатаму ние тие ги обработуваме, како податоци ги анализираме и така натаму. Така е, да. Кога сме кај водостојот, да речеме на Вардар, какви се прогнозите и како е водостојот во Мигов? Во моментов ниски се водостоите, не само на Вардар, воопшто сите водостои во земјата се прилично ниски. Кога станува збор за водостојот на реката Вардар, тука секогаш мора да се напомене дека тој е вештачки регулиран. Пред се со трите каскадни акумулации на реката Треска, Козјак, Света Петка и Матка, а исто и со вештачките акумулации и хидроцентрали во горниот дел од теченијето на реката Вардар, Вруток, Равен, кои што знаеме дека се поврзани и со Мавровското езеро. Така што ниски се водостоите и во наредниот период мислам дека ни се потребни повеќе врнежи како би се подобрило тоа. Кога сме кај водостоите, всушност кога сме кај вештачкиот начин или на регулирање, да речеме на водата, кога е Вардар во прашање, дали тоа не заштитува најмногу од поплави? Тоа е муабетот, така? Во прва линија. Па да, значи една од основните причини поради кои што се регулираат водотеците се заштита од поплави. Како што може да се види, реката Вардар низ целото централно, низ целото скоро градско подрачје на Скопје е регулирано. И тоа во голема мера ја намалува опасноста од негово излевање. Истото тоа го прават нели акумулациите, посебно акумулацијата Козјак, која што е една од главните намени е заштита од поплави на градот Скопје. Така што тоа е една од главните намени на регулациите се меѓу другото и заштита од поплави. Кога сме кај водостојот, мерите колку е длабока или колку има вода во Вардар, колку е тоа? Да, вршиме мерења, но тоа се менува, да. Ние го мериме како водостојот, така го мериме протекот во реката, ги мериме индиректно и брзината по одделни точки по ширината на коритото и тој се менува. Значи подолжината на коритото се менува. На реката Вардар како најголема река може да изнесува длабочината и до неколку метри. А ако зборуваме за другите делови, да речеме, од Македонија, ако зборуваме за тоа дека веројатно или можеби и постои, не знам во хидрологијата, дали постои место или држава во светот во која што водите се наместени, како да кажам, природно ги има секаде, и лево и десно, или горе и доле и секаде. Па нема такво нешто, значи тоа е основниот проблем не само кај нас и во светот, значи неравномерната нивна распределба, како просторна, така и временска. Во нашата земја, западниот дел е многу побогат со вода, таму имаме многу повеќе
реки со поголеми количини на води, повеќе извори, најголемиот дел од изворите се на таа страна. Исто така врнежите се поголеми таму, така што по дефицитарен е источниот дел од земјата со води. Меѓутоа, тоа се регулира, како што спомнав, со вештачките акумулации. Нивното изградба е пожарна, со нив се регулира просторно и временско водите. Така е. Споменавме за Вардар. Како стои водостојот на другите реки низ Македонија? Да, ниски се. Моментално се прилично ниски, подпросечни за месец март се. Нема изгледи во нареднава недела за врнежина, очекувате вакво сончево, суво време, така што има снег на планините, се уште има снег, тоа е претежно во западните делови, на високите планински места, но за подобрување на хидролошката состојба очекувам дожд во наредниот период, очекувам да има пролетен дожд, како би се подобриле тие водостои. Така е, да. Кога алармирате? Кога алармира хидрологот дека треба сите да внимаваме, нели пред излевање или пред некакви поплави доаѓаат? Како се тие местани? Во управата за хидрометеоролошки работи постои систем за рана најава и предупредување од поплави, суши и други елементарни временски непогоди, зашто ние сме и единствено надлежни во нашата земја. И за таа цел располагаме со низа на сосетна активности, сосетна, да кажеме, од хидрометеоролошкиот мониторинг, кој што е основа, понатаму располагаме со различни видови на бази на податоци, прогностички метеоролошки модели, хидролошки прогностички модели и врз база на сето тоа, нели, ние ги изведуваме нашите заклучоци преку разни информации и аларми околу тоа дали има услови за излевање на реките или пак нема. Така. Се селиме сега кај природните езера и тие се во надлежност на хидролозите, да речеме, за тоа, за квантитетот на водите. Како стојат тие? Во моментов можам да кажам дека Охридското езеро на оптимално ниво. Што значи оптимално? Оптимално е некаде на средината помеѓу амплитудите, помеѓу долниот и горниот, значи минимум и максимум. Дојранското езеро е исто така полно, значи проблемот со Дојранското езеро е надминат, така што во денешно време имаме дури и поголеми количини од колку што се, нели, потребни од порано, да. И единствено останува големиот проблем со Преспанското езеро. Навистина му се заканува една голема природна катастрофа доколку не се превземе нешто во најскоро време. Значи таму е очена состојбата, секојдневно гледаме како се намалува водостојот. Моментално е над оној апсолутен минимум кој што се појави минатата година, меѓутоа ете не очекуваат летниот период, сушен период, така што се очекува и негово и понатамошно намалување во наредниот период. Пред ова линковско вклучување ме прашав зошто е така во Преспам и рековте има многу фактори. Може ли да ги наброиме? Па да, повеќе фактори тука се во прашање, секако климатскиот фактор е еден од клучниот, намалените количини на врнежи во изминатиот период, намалениот дотек на реките, исто кои што се вливаат во Преспанското езеро, големото испарување во тој дел, исто така би ги спомнал, еви човечките активности, таму постојат различни видови на бунари со кои на локалното население се снабдева со вода за различни потреби, за наводнување и така натаму, кои што само допринесуваат за намалување на неговиот водостој. Така што комплексен е проблемот. Преспанското езеро е и меѓудржавен проблем, значи не е само наш проблем како на наша земја, така што треба на меѓудржавно ниво тоа да се разреши, така што комплексна е проблематиката и треба да се посвети повеќе внимание на тоа. Така е, да. И за крај, нели, имам и други содржини, но да го искористиме ова ваше присуство овде на едно место каде што веројатно многу би било побаво кога нашата грижа, не грижа би била грижа, како да кажам, наедноставно. Колку често и вие кога наблюдувате овде, мирна станица и така натаму, кога доаѓа примеруците се земате, го гледате ова истово, како што ние го гледаме овде, нечисто, прљаво. Да, за жал ги гледаме се почесто тие исти слики на прљаво, загадено, на гранки, смет, отпад во реките, камења. Така што мислам дека треба грижата кон водите да не биде поголема, да ги отфрлуваме овие стари лоши навики, еднаш за секогаш, да не фрлуваме ѓубре, смет, отпад во реките, со што директно и се загадуваат реките, а и представува директна опасност од нивно
излевање, така што да покажеме поголема грижа кон водите како наш значаен природен ресурс. Така е, да. Се сеќаваме сите во Титово што им се случи, така, со таа поплава кога каналите не им беа направени. Да, не само во Тетово, регионот е склон на такви работи, Шипковица, Тетово се случија, да не зборуваме за поплавата 2016 во Скопје катастрофалната, така што и со климатските промени во иднина треба и да ги очекуваме ваквите поредни поплави и да ги дочекаме спремни. Со чисти, колку делумно чисти, барем од тоа какво што е водостојано. Чисти корита со исчистени каналски мрежи за одводнување и со поголема подигната свест кај населението, кај нашиот народ. Така е, да. И ова беше супер апел, ви благодарам. Атанас, уште еднаш честитки за денот. Ете, тоа беше нашиот придонос во одбележувањето на два значајни јубилеа и само да ве потсетам да внимаваме сите повеќе на водите. Ве молам, има места за фрлање на ѓубрето. Не е тоа водата, не е тоа реката Вардар, ниту Лепенец. Толку од нас.